Кувањата на премиерот, кој денеска има состанок со трговците и дистрибутерите. Вели граѓаните имале трпение додека траеа поскапувањата, а сега е ред на продавачите да ги спуштат цените надолу. Тој им порача дека доколку не го сторат тоа, владата ќе преземе соодветни мерки и ќе ги стави на столбот на срамот, односно јавно ќе ги објави имињата на маркетите. Ние како влада имаме механизми доколку тоа не се случи, најден поинаков начин да го спроведеме. Оправдувања и изговори не прифаќам од типот не ни ги качиле, не ни ги намалиле цените и слично, доколку не се види реакција од страна на маркетите, дистрибутерите и производителите во следните денови, тогаш ние како влада ќе реагираме и ќе реагираме на подолг рок. Ќе направиме некои споредби какви се цените во регионот, какви се цените кај нас за некои од основните прехранбени производи и во одредени маркети ако треба и по име и по презиме, од утре јавно ќе ги објавуваме. Очекувањата за поевтинување на основните производи доаѓаат откако за само една недела, а по најавите за примирје на Блискиот Исток, цените на нафтата на светските берзи се намалија на под $80 за барел нафта. Премиерот Мицкоски смета дека цените ќе се стабилизираат од прилика на ова ниво. Нафтените деривати во земјава драстично поевтинуваат од утре. Таа бројка од 55 танкери не е нешто драматично, имајќи предвид на времето дека таа бројка била и троцифрена на ден. Имајте предвид дека овие танкери дека стигнат до конечните дестинации ќе поминат можеби еден месец, можеби и повеќе, прилика 25 до 35 дена додека да стигнат таму каде што треба. Јас стојам на ставот дека нашите математики се тие, се треба да ги видиме кои се математиките на регулаторната комисија, но очекувам поевтинување на бензините од прилика 2,5-3 денара и очекувам околу 7 денара намалување на дизелот по литар. Владата смета дека Македонија релативно добро ја поднесе глобалната нафтена криза предизвикана поради застојот на товарниот поморски сообраќај во Ормускиот теснец. Беа воведени повеќе мерки што значеа помал прилив на пари во државната каса од ДДВ и акцизи. Тоа пак резултираше со најниски цени на горивата во регионот, поради што Македонија се соочи со наплив на граѓани од соседството кои точеа горива во пограничните региони. Во ниту еден момент немаше недостаток на деривати, ниту пак рестрикции за полнење резервоари или пак забрана за извоз.